Добар ден, господине, дали може кратка анкета? Го видели, мали? Го видов, да. Ле. Много јако. Алал да има родителите што му го дале ова. Супер. Може анкета, што? Да те прашам нешто. Ајде? Битолчанче што ќе се роди во Шпанија, кој име ќе му го дадат, знаеш ли? Немам поим. Мендез. Добро, ајде сега, јас нешто вас да ја прашам. Ајде. Евровизија беше и помина, победи Бугарија. Па Бугарија победи заради нас. Како тоа сега заради нас? Многу просто бе, дечко, прво и основно, некаде околу 200.000 наши комада имат бугарски пасош, така ли е? Па 10% од нив да гласале за бугарката, ти 20.000 глас. Второ, Евровизија, јас сум анализирал, ти е една манифестација која што дава утеха на несреќните. Пример, 89-та година, Југославија веќе почна да се распаѓа. Кој победи 89-та година? Немите. Југославија, група Рива. Тоа ти е, значи они сака да дадат порака демек останете заедно, не се распаѓате. Сега после знаеме како се заврши работа. Добро, тоа беше прв пат. 2005 година, втор пат што сум забележал. Тепаше Грчка. Знаеш зашто? Па таа година Грчка падна во економска криза. Косово се отцепи од Србија. Кој тепаше? Србија. Така ли беше? Така е. Украина влезе во војна со Русија. Кој тепаше таа година? Украина. Абе, ја ти тврдам, значи Евровизија е манифестација за тешење. Добро, и со што Евровизија ја утеши Бугарија сега? Зошто? Зошто? Многу просто е. Па ние многу ги нервираме бугарите, пошто не ги ставаме во устав. И овој Радев отишол во Брисел и почнал да се жали. Македонците вака ни прават, онака ни прават, не нервираат. И овие бриселци, добро бе, господин Радев, не се секирајте. Ајде, не се нервирајте, еве сега ќе победите на Евровизија и победија. Добро, фала ви многу. Чекај бе, одма фала многу. Може ли една вест да кажам за вашите гледачи? Знам дека ќе ги израдува. Ајде, кажете. Вака. Цените на јахтите и на глисерите се паднати за 10 до 15%. Така што, драги гледачи, сите купувајте. И јас сега идам да купам. Да, колку кошта една јахта? Ти све сваќаш здраво за готово, а? Ако, добре, биди сериозен. Европската Унија одобри 65,7 милиони евра за Македонија. Значи реформите добро одат и паѓаат во вода тезите дека владава е свртена кон Србија и Русија. Практички се работи напорно, тоа го гледа Европската Унија и ни дава пари. Фактички владата е како јагнеш од цица од повеќе мајки, нели лапнавме кредитче од Унгарија, од Велика Британија, сега од Европската Унија. Па кога ќе лапнеме и 260 милиони евра кредит, има Славија до полноќ да има. СДСМ се повлече од Комисијата за финансирање и буџет, нема да гласале за најновото кредитче. Абе, голема работа СДСМ што се повлекле ВМРО елегантно и на брзина ќе го изгласа. Види дечко, тие пари се веќе испланирани, да не речам потрошени. Неделава пак имаше повик за национално единство и обединување. Па бе, ВМРО тоа го гледа по свој терк национално единство. СДСМ тера своја приказка. Албанските партии не се заинтересирани на темата. Фактички село гори, баба се драпа, а народов му иѓе лапа. Тоа е тоа. Минатата недела Трамп, оваа недела Путин во посета на Пекинг. Тоа ти се вика на поклонение кај кинезите. Види, Русија е сила, Америка е сила, ама Кина е супер сила и сите одат кај нив да се изгребаат нешто. Семеј се чини дека во блиска иднина светов ќе добие нов газда. Со денови чадеше депонијата во Радовиш, што ќе кажете за тоа? Леле, каква коинциденција! Јас сум од Радовиш, а вие ми питувате за Радовиш. Да, запали се депонијата у Радовиш, ама не ја изгаснали убаво и смрдејата се прошири низ цел град. И градоначалник рече сите џамови и врати да се затворат, за да не доаѓа смрдејата дома. И после човекот на седница на градот питал дали некој од советниците има идеја како да се спасат од граѓаните од смрдејата, ама никој ништо не кажал. Некој си гледал нагоре, некој низ џамо. И јас това кога го слушнах, викам Олгица, опакувај си ги стварите и директива за Скопје. И дојдех си тука кај една другарка за да си дишам чист воздух. Па не сум сигурен дека дишите чист воздух и овде е загадено.
Абе, дечко, моментално Скопје зарадовише воздушна бајна. Да не кажем санаториум. Деновиве читаме дека во кабинетот на председателката имало шпион кој работел за странски служби. Дали е шпиониране на Грција, една Бугарија, една Албанија? Не. Шпионирани сме ние. Тоа знаеш што значи? Дека сме најважни у регионот. Нема да ме чудат да чувам за некој време ути Джеймс Бонд умешан во оваа афера. Вардарци пееа срамна песна, битолчани му возвратија на Скопје со срамна песна. Што да кажем, за шал глупостите у Македонија се шират како спреј од ефтин парфем. И да ви кажам, ути простаците никнуват како отровни печурки после дожд. А за тоа нема спас. Ај, чао. Ајде, чао.